Долгогодишните проблеми со користење хемиски и бактериолошки неисправна вода за пиење за жителите од селските населби во Виничко треба да станат минато со новиот проект што го презема локалната самоуправа. Со оглед на неажурноста на местните заедници за редовно хлорирање на водата, резултатите од испитувањата што ги прави Центарот за јавно здравје во Кочани редовно се негативни. Токму 22 март, Меѓународниот ден на водите, Општина Виница го одбележа со проектот за монтирање фотоволтаични панели на селските резервоари, со што ќе се овозможи автоматско хлорирање на водата. Според градоначалникот Дончев, заложба на локалната самоуправа е сите жители на Општина Виница да имаат чиста вода за пиење, а со новиот систем за користење на сончевата енергија во автоматското хлорирање се започнува во 4 населени места. Во тек е и постапката во урбанистичката документација за изградба на филтер станица во селото Трсино, за што средствата веќе се обезбедени. Од јавното комунално предпријатие Солидарност велат дека со помош на панелите струјата ќе се складира во акумулатори и ќе се овозможи 24 часовна контрола на уредите за хлорирање, така што ќе се намали улогата на човечкиот фактор, а водата ќе биде 100% заштитена од несакани загадувања. Инвестицијата е од општинскиот буџет и е во висина од околу 256.000 денари. Според најавите, за прочистување на водата се планирани и дополнителни средства во насока на комплетна контрола на квалитетот, се додека грижата целосно не ја преземе комуналното јавно предпријатие.